Во Полошката котлина, под падините на Шара планина, меѓу мноштвото села поредени како во низа од Гердан, со нашата екипа се упативме кон селото Врапчиште, едно од најголемите и најубавите села во гостиварскиот регион. Врапчиште е село со мешано етничко население – македонци, турци, албанци и друго, а добриот соживот меѓу нив никогаш не бил доведен во прашање, па ниту во воениот конфликт во 2001 година. Гостопримливоста е присатна во секоја куќа, секое семејство, па така и нашиот домаќин, господинот Зулфи Асипи, не пречека уште на улица Предпорти. Целта на нашата посета во неговиот дом е да ја слушнеме неговата животна приказна, низ која минувал последните 4-5 години низ нашите болнички лабиринти. Во 2004 година, декември месец, ми се појави проблемот со ногата. 2005 година, пролет, во март месец отидов на преглед во државна болница, амбуланта на торакална васкуларна. И тамо хирургот установи дека треба да се оперира, да ми ја оперира ногата, али после одморите. Дијагнозата беше запушување на артерии на левата нога. И нормално, кога ми закажа хирургот, отидов на операција, тоа беше 9 месец, ме оперираше. На почетокот све изгледаше како добро, меѓутоа не поминаа ни 2 месеца, пак ми се блокира ногата. Му се јавив на хирургот, телефонски, тој ми рече треба да дојдеш на преглед. Отидов на преглед и бараше уште една слика на артериите. Ја однесов сликата, тогаш ми кажа дека операцијата не е успешна. „15 февруари 2008 година. Тогаш ненадејно добив многу јаки болки, тоа беше петок, тој ден. Со упат од Гостивар отидов во болница. Стигна таму попладне, ме сместија, после едно време дојде хирургот кој што ме оперираше прв пат. И ми рече, утре ќе те оперирам, како сабота. Утре ден те чекав, не дојде дури предвечер. Зулфи рече, денеска не дојдов, утре ќе те оперирам. А ја имав 3 ноќи, што до понеделникот спиев на таа јасла кај што јадат болесниците. Не можев да легнувам, имав јаки болки. Само до радиаторот ја ставав ногата и вака перницата под глава спиев. Сестрите, како која доаѓаше да ме боцне, ме прашуваше зашто не лежиш на кревет. Им кажував дека јас само вака можам да спијам. Коначно докторот, хирургот дојде во недела навечер и ме викна надвор во водникот, рече, слушај, рече, утре ќе те оперирам, али мораш, рече, ти сам да купуваш вени. Тоа стои 30.000 и нешто. Коштат протезите, вештачките вени. Со тоа што
не ќе можеш да ги земаш парите од осигурањето. Јас немав друг избор, имав големи болки. А каде ќе ги набавевте тие вештачки? Кај еден во една апотека во Скопје, позната апотека. Тамо ќе ги земате без фактура. Меѓутоа има едно што ме тера да сумњам. Имав еден пациент до мене кој што лежеше, една докторка со него секој ден, деновите што ги бев тамо, 5-6 дена. Се кара, како да се изразам, тој не сакаше да се оперира, стално спомнуваше треба да се договорам со фамилијата. И после мојата операција, ден после мојата операција, дојде докторката, хирург, и му рече на тој, што секој ден што се кара, најдов вени и за тебе и за еден пациент од Кичево. За двајцата имам вени. Вените што ги купивме ние беа 45 сантима долги. Ја имам две рани овде, значи 10 сантиметра една рана, 10 сантиметри ова рана во препона. Значи, размислував ја, ако е раната долга 10 сантиметри, не мора да биде и вената 10 сантиметри, дека раната се отвара подолго. И отидов ја прашав главната сестра каде е остатокот од вената, од кога ги слушнав овие муабети, дека најдов вени и за тебе и за тебе. Не рече тоа, рече еднократно се употребува. Син ми, од кога ги купил вените, отишол на работа и со колегите праеле муабет. Каде беше вчера, им кажал, вака, со татко ми, проблеми сум имал, отидов, купив вени. Па добро, рекол еден од колегите, ќе ги земаш парите? Не, вика, не можам да ги земам. На татко ми му рекол хирургот дека парите не смеш да ги земаш. Ај, вика, да се кладиме, ние ќе одиме во сигурањето, ќе прашаме, ќе видиш дека отишле тамо, дека близу е работното место. И ја прашале службеничката вака, а викам, вие можете да ги добиете парите, штом немала болницата, вие сте ги купиле вените, сега со тие фактури ќе дојдете овде, али треба подпис од конзилијарна комисија во болница. Од кога дојдов домот, син ми кажа, тате рече, ја пуштив мејл до Министерство за здравство за вените што ги ни наплати. Ја реков, не го сватив како озбилно. Кога 2 дена после звони телефонот, се јавува хирургот. Вика, господин Зулфи, вика, син ми има ја тужил болницата поради вените. Нели се договоривме фер? Нели беше фер договорот? Дека нема да барате пари. Слушајте, докторе, фер договор е кога ќе седнеме ја на столица, вие на столица и на ист раван ќе зборуваме. Дали ќе правиме вака или не? Ја кога има болки несносни, ја морав да пристанам. Ја 3 ноќи спиев на јасла. Вие како пациент ваш, мене требаше одма да ме земете на операција. Зашто еден од Куманово, само што дојде, заедно отидовме, стар човек беше, одма го оперира. Да. И така, ногата мене пак исто ми болеше, на 4 јануари пак исто ми се случи. Ногата ми се блокира. Значи 11 месеци. Така нешто. 11 месеци. Пак со брза помош заминав Скопје.
со големи болки. Дојде еден друг хирург. Ме праша дали ќе го чекаш хирургот што те оперирал 2 пати или да те оперираме ние. Реков на хирургот, реков немам поверење. 2 пати ме оперираше неуспешно. Ме праша дали ќе го чекаш, дека тој бил на одмор за Нова година. Добро, рече, ние ќе те оперираме, ќе се обидеме да ти пуштиме уште малку вена надоле, ако не, ќе мораме ногата да ти ја ампутираме. Добро, реков, пристанува, дека има многу болки. Ќе треба да потпишеш, ако пристануваш. И напиша уште нешто, допиша на документот, рече, сега овде потпиши. Се потпишав, ногата да ми ја... Ме симнаа доле, ме оперира, кога ме вратија горе во собата, ја не тие болки што ги имав пред операција, него несносни болки, ја не знам како издржале болесниците од што викав. Тоа не беше викање, тоа беше плачење, плачев од болки. И ме симнаа по втор пат. Професорката тогаш се појави, рече уште еднаш ќе те оперираме, само треба да поминат едно 5-6 сата за поради тоа опивката. Пак ме симнаа доле, ме оперира, ме вратија назад, како се смирив малку на 13 февруари ме отпушти професорката. Дојдов дома, истата ноќ, после 2 сатот ме фати болката. И цела ноќ стоев до ќумбето, седев уствари. Сабајле рано, ја викнав професорката и кажав дека вака ме дојди пак. Отидо, ме прими. Тогаш почна тоа, како да ви кажам, моето малтретирање. Малтретирањето врз мене. Прво, не знам колку дена се обидуваше крвта да ми ја разреди крвта за трета операција. Секој ден кога доаѓа на визита, доаѓаше и директорот. Директорот секое идење прашуваше, само за мене прашуваше. Имаше уште 20 болезници. Што е со него? Што е со него? Таа имаше своје оправдување, треба крвта да се спреми за нова операција. И еден ден ми кажуваше, ја прашував професорката, кога ќе ме оперирате? Тромбоцитите се високи 450.000, не смеам да те оперирам, дур да се регулират. 30 дена. Па ја 30 дена во болница сум за никаде. Легнував на кревет и ќе заспиев нормално. Кога ќе се будев, се молев, викам, Боже, дај да е Сабајле више да се раздени. Излегува во одникот, имаше еден сат на сред одник. Кога го гледам сатот, 20 минути од кога сум легнал. Тогаш многу се разочарував. Само ја шетав низ одникот. И сестрите научија, више и дежурните. Одев од болки, не можев да легнам. Ја станував 10 минути, земав една количка, овија болесничка количка, одев до радиаторот, столица под нога и стопалото ја лепев за радиатор, да ми се грее ногата.
10 минути ми се грееше ногата, трчи у кревет, за да спијам. 10 минути, 20 минути се будев од болка. Пак станува, пак истото го правев. Оди по одник, земи количка, седни до радиатор, греја ногата. Тоа стално го правев. Колку дена тоа траеше? Тоа 35 дена. 35 дена. 35 дена. Колку еден притвор. И еден ден размислувам, кога видов дека навистина професорката ме направи кукла. Кукла ме направи. Како на дугме. Што ке речеше таа, јас и гледам дека сум збудален. Така размислував. Дека бев сосема изгубен. Вие знаете добро кога дојдов. Јас не можев да стојам више. Ја не можев да зборувам, ја плачев. Еден ден дојдоа без професорката и директорот нареди, рече, овој пациент да се оперира. Иако виде дека тромбоцитите ми се високи. И на крајот ме оперираше вама, скоро абдомен. Без врска една операција. И со тоа се фалеше дека најдов еден, како да се изразам, најдов еден извор, имав среќа, најдов еден извор, сега имаш крв. И не знам колку дена помина, ме отпушти, дојдов дома, рече после една недела ќе дојдеш на преглед, после една недела пати снег и болки имав. Секој ден како што поминуваше, све повише болки. И почна прстот да ми модре. Ја викнав, реков, јас не можам да дојдам утре, кога беше закажано дека многу студено. Немој да дојдеш, рече, зашто овде болницата е полна со болни од вените. Да се смири времето. После една недела кога отидов, прво на Доплер, чисто линија на стопалото. Циркулација нема. И што правиме сега? Не е лошо, рече. Не е лошо. Професорке, баре ова го знам, ја Доплерот го знам. Ова не е лошо? Па, рече, направи уште една слика, оди во Ремедика, направи уште една слика, па ќе видиме, реков, видите. Мене син ми е овде во Скопје, сега денеска доаѓа на семинар. Ја дома не можам да одам, зашто нема кој да брине за мене дома. Не, рече, ја од директорот не смеам да те примам. Како од директорот? Реков, ме пуштите, ми е неисправно. Не, рече, оди во Ремедика, направи една слика, па ќе видиме после. Реков, видите, професорки, ја одам. Али мене кревет да ми обезбедите, зашто ја дома не можам да одам. Одидов во Ремедика, тамо не работе апаратите. И да ми се јавиш, рече, од Ремедика. И се јавив, рече, оди во Невромедика. Отидов во Невромедика. Тамо ми рекоа дека не ги прават тие снимки. Каде можеме на друго место? Само Филип II и Ремедика, ми кажаа. А ја мислев во Филип II треба да се закаже, а ја имав многу болки. И жената инсистираше, рече, одиме таму. И конечно стигнав. Отидов во Филип II. Гледам на шалтер, гужва. Една сестра ја прашувам, го заборавив името на Дарко. Сестро, реков, ќе ве молам. Ќе влезете внатре, ќе прашувате од Врапчиште едно дете. Работи на рентген. Рече, добро, рече, јас сум нова, рече, али ќе се потрудам. И во меѓувреме се ослободи шалтерот. Ја не знам како сум изгледал. Кога сум ја молил таа
во инфо. Реков, ве молам, пациент сум на доктор Жан Митрев, од срце сум опериран, дали може да се направи снимка. И таа ни еден, ни два телефонот. Телефонираше, не знам со кој зборуваше. Само што ја напиша фактурата, стигна Дарко. Кога видев Дарко, го видов Господот. И ме одведе направи ја снимка. За резултатите чекавме во една соба. Дојде докторката Лидија, рече, господин Зулфи, треба да зборуваме. Ја, треба да зборуваме, значи треба нога да се сече или... Го кажете, не се плашам. Дали нога? Не, рече. Резултатите ги имаме, али толку се чудни, ја не сакам да ви ги дадам. Вие утре ќе се јавите, во Владне, зашто ја овие слики сакам да ги покажам на хирургот. Вие или сте со мана родени, или погрешни операции. Имате, рече, вена и артерија споена на ногата. Дојде од дома и раната треба да се санира после ми каже и ова. Че дали сакате овде да се оперирате? Реков, да, реков, само многу скапо, реков, не, со книшка, рече, овде работиме и ми. Утредента ја барам докторката и ми кажува дека хирургот ги прегледа документите, резултатите и прифати лично да ве оперира. А ја реков, навистина има Господ, навистина, реков, сум трпел болови, али сега штом. И така, конечно, стигна кај Жан Митрев, кога го спомнувам. Тој е за мене човек кој Господ да му даде многу години да живи. И така ме прими, ме викна на 26-ти доктор Сашо Младеновски ми го ампутира прстот. Имаше фатено гангрена, вториот прст од лева нога. У понеделникот хирургот беше дојден, јас бев на контрола. Тоа не може никогаш да заборавам кога влегов тоа приемно кај што ме примија. Хирургот стоеше на ќошот и ми ја гледаше ногата. Ногата ми беше црна. Јас, кога го видов хирургот, реков, докторе, прво ќе ве прегрнам за ова, што сте ме оперирале. А за ногата, реков, ако можете да ја спасите, спасите ја. Ако не, не мора. И го прегрнав докторот. И им се сврте на екипата, рече, припремите го Зулфи, одма на операција. Бев ставен за во вторник. Тој им нареди на своите. Че припремите го одма на операција и истиот ден ме оперираше. И на тој човек толку сум захвален, кога зборувам, кога спомнувам негово име, ја обавезно плачам. А уште еден гест негов, поминаа не знам колку 20 дена или повише. Чекав пред амбуланта за преврска, прв пат го видов. Не го видов, тој ме виде мене, али прв пат го видов после во цивилка. Една кошула плава коцкаста, едно палто, едни кондори обични
кој би рекол дека е тој академик Жан Митрев. И како седев ја, тој дојде ме фати за рака, како сте господине? Тој момент нема никогаш да го заборавам. Тој момент никогаш не го заборавам. Јас сосема добро се осеќам. И прстот полека ми оздравува, како што рече докторот Сашо Младеновски, тоа ќе трае малку подолго, дека таква е раната која поспоро се зараснува. Ќе инсистираше да ги фрлам стоповите, патериците, за да ја отеретам ногата. Така првите денови малку потешко, али сега више сум ги заборавил патериците. Одам нормално. Не баш нормално, али одам по 3-4 километра дневно одам без патерици. Со нашиот пријател. Ајде, зарава. Алтање, тој е... Низ срдечен поздрав го напуштивме домот на Асипи Зулфи. Да се надеваме дека неговото животно искуство низ болничките лабиринти ќе биде минато не само за него, туку и за сите граѓани, пациенти кои ќе се најдат во чекалните низ нашите клиники. Тамо